Коронавирусот потврден кај болничар од Штипското инфективно одделение. Станува збор за еден од 14 здравствени работници кои беа ставени во домашен карантин по контакт со 80-годишната жена која неодамна почина од корона. Се уште се чекаат резултатите од останатите 13 вработени, но и од 16 вработени од детското одделение од Кочани кои биле во контакт со заболеното бебе. Во меѓувреме, на инфективното одделение е ангажиран персонал од другите одделенија, а специјалист инфектолог доаѓа од Струмица. Таму во моментов се сместени 8 пациенти позитивни на коронавирусот. 4 пациенти беа и претходно овде, а денеска е хоспитализирано 4-члено семејство од Кочани, брачна двојка и нивните пололетни деца, информира Ален Георгиев, директор на клиничката болница Штип. За сега во останатите градови од регионот, бројката на инфицирани останува иста. Кочани 19, Проби Штип 1 и Штип 21 регистриран случај. Од нив двајца се починати, а двајца излекувани. На ниво на источен регион, во изолација се вкупно 228 лица. На подрачјето на СВР Штип во текот на изминатото денонокие, на 6 лица им се издадени решенија за изолација, а 15 потпишале изјави за самоизолација. Информираат од СВР Штип. Од страна на полициски службеници извршени се 120 контроли над лица во изолација и 71 над лица во самоизолација. По општини, бројките се следни: Штип 78, Кочани 63, Чешиново Блешево 20, Македонска Каменица 16, Виница 13 лица, Берово 10, Зрновци 9, Карбенци 7, Проби Штип 5 и Пекчево 1 лице. Од денес започна 61 часовниот карантин на територија на цела држава. Движење, освен со посебни дозволи, е забрането за сите од денес од 16 часот до понеделник до 5 часот наутро. Дозволени се движења за идна медицинска помош, но лицата на кои таа им е неопходна во Штип ќе се соочат со друг голем проблем. Имено, во општината нема ниту едно дежурно такси возило. Значи, моментално во Штип нема дежурни такси возила. Многу сме ограничени, значи се е ограничено според дозволи за движење, според највеќе се за здравствените потреби на граѓаните. И сега тука има малку еден проблем што во тие 12 сата од полицискиот час, тоа се за нас неколку возења или неколку повици, и ретко кој од колегите може да го прифатат тоа за да може да имат некоја економска оправливост за работа. Како граѓаните кои имаат итна потреба и од лекар и од такси ќе се сноѓаат е неизвестно. Многу полесно веројатно ќе биде за набавка на храна, зашто дежурни маркети нудат достава до дома.